Реформаторите дојдоа и во Штип. Сакаат ВМРО ДПМН да го ослободат од Груевски. Членовите на внатрешната иницијатива за демократски реформи сакаат својата партија да ја видат како демократска, а не приватизирана. Лидерот си ги назначува делегатите на Конгрес, а тие го бираат лидерот. Лидерот си ги назначува членовите на Централен комитет или представителите на општински комитети кои доаѓаат во Централниот комитет и тие се произнесуваат за предводот на лидерот. Ме разбирате? И тоа ако го разбираме под термин во наводници кажано приватизација, да. Тоа е во наводници кажано приватизација која апсолутно многу брзо ќе биде напуштена како концепт, која ќе биде прифатена нашата декларација. За таа цел, членовите на иницијативата за реформи нудат декларација за демократизација на партијата. Нашата идеја не е никој да ни ги поставува на нас, значи претседателите на општински и кандидатите за градоначалници, за советници, мислишто, него тие луѓе да се наметнат со собствените квалитети и интегритет и да бидат избрани од членството на непосредно гласање тајно. На тој начин тие кандидати ќе чувствуваат лојалност и одговорност пред се према членството. На овој начин се надеваат од иницијативата дека ќе се избере и новиот координатор на општинскиот комитет во Штип. Доволно е да прифатиме до изборите декларацијата, да почнеме од некаде и во духот на истата да оставиме на актуелните општински комитети преку нивни проширен состав, преку консултации и учество на местните комитети, на еден непосреден таен избор да ги изберат сите своите кандидати. Нека биде одлуката на Штипјани за Штип, на Велешани за Велес, на Делчевчани за Делчево. Сам дека тоа и за овие избори можеме да го возможиме, доколку имаме добра волја. Панел дискусијата во Штип беше прва на реформите со граѓаните од источниот регион. Во врска со реформаторите остануваме на ставовите кои веќе јавно ги искажа централата на партијата, а тоа како се прифатени кај нашето членство може веќе да се види и по социјалните мрежи.